Со мартовското усогласување функционерските плати ќе останат исти. Предлог измените на владеачката ВМРО ДПМН е за намалување на коефициентите за пресметка на платите на пратениците, министрите, судиите, јавните обвинители, градоначалниците. Го минаа првиот филтер на собраниската седница. Кон еден од законите за платите на пратениците се приклучија и од вреди. Според власта измените се согласно уставот и веќе со исплатата на февруарската плата во март, велат функционерите ќе имаат нивелирани плати. Односно, нема да се зголемат согласно растот на просечната плата за минатата година. Целта е да се спречи непропорционалното зголемување на платите, да се обезбеди поголема транспарентност и еднаква распределба на буџетските средства на начин што платите на пратеници да бидат во согласност со економската реалност на државата. Со овие предложени решенија се врши интервенција во коефициентите, со што се обезбедува рационално користење на средствата од буџетот на Република Македонија. Сакам да нагласам дека ова законско решение е во согласност со Уставот и е единствено законско решение кое што може да влезе во уставната рамка и потоа да не биде обжалено на Уставниот суд. Пред одлуката на собраниската седница од Сдруженијето на јавни обвинители побараа законодавниот дом да ги повлече законските измени, односно тие да не важат за обвинителите. Во нивната реакција посочуваа дека се свесни за сложената економска ситуација во државата и за потребата од штедење, но велат дека нивната работа не дозволува вршење на други дејности, а платата е единствениот приход, кој според нив е веќе најниска во регионот. Поддршка во барањето добија и од председателот на Советот на јавни обвинители. Согласно закон, треба како другите функционери, така и ние да према процентот што е предвидено согласно закон. Тоа што ово веќе секоја година процентот се намалува. Значи докаде ќе идем? Не зборувам за мене, зборувам за цела фела. По реакциите на обвинителите од ВМРО ДПМН реплицираа дека наместо за реформи, обвинителите со доверба во правосудството од 2% велат се борат за повисоки плати. Во меѓувреме, пред Уставниот суд во тек е постапка за оценување на уставноста на последните измени на законот за платите на јавните обвинители, со кој веќе се интервенираше во намалувањето на коефициентите, постапка покрената лани во декември. Согласно измените кои сега се предлагаат, во просек за околу 0,20% се намалуваат коефициентите на судиите, членовите на судскиот совет, советот на јавни обвинители и јавните обвинители. За пратениците, коефициентите ќе се движат од 2,45 до 3,17. За избраните именувани лица, коефициентите во просек се намалуваат од 0,15 до 0,30%, а нова скала се предлага и за градоначалниците, зависно од бројот на жители во општините.